имаме иницијатива за каменолом и представителите националници ме одбија затоа што бил многу слаб мостот и се зголемела фреквенцијата врз мостот и затоа бев одбиен за иницијативата за каменолом. И ете, например, не можеме да направиме конкретни развој во бизнисот поради овој мост што сме ограничени на кој работи. Јасно. Тука напролет знае и нивото на Вардар се качи не дојде на пола метро од фактички се на полос. И тоа беше неразлично. Голема вода, Голем притисок од носачите. А делот носачите више се испукани. А добро, во проектот зависи од ЈПДПЗ, така? И јавното препаде за државни патишта. Тие кои знае дали имаат направено нов проект? Кога ќе се направи новиот мост, проект треба да се направи за рушење на овој мост. Затоа што може да се случи да се сруши овој па да направи и очитување на новиот мост. Така да имаме два проблеми, не е само еден проблем. Треба да се види до каде е проектот и дали воопшто постои. Ако не, треба да се фати еден првите приоритети, прво проектирање. Прво проектирање треба. Ние имаме полунапреден мост во близина на езеро Младост. Таму имаме влез и излез од автопат, а ние зборуваме цело време за транзитен туризам. Моментално Велешко езеро го посетуваат голем број на туристи. Само треба добра волја. Едно сообраќајно решение за да можеме ние да зборуваме за развој на туризмот. Значи ово е тој познат Бранков мост. Да. И во вака 15 години. Само тука би дошол Марко, би завршил со оној патот што го одевме, кај Јотовица. Кружен тек би влегувал во Велес и другиот би одел на езеро